супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2022 година, внимателно го разгледав, ги споредував бројките со претходните планови на Агенцијата. Разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи во финансовиот план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2022 година изнесува 350.000 денари, односно помалку од разликата во 2021 година кога изнесуваше 590.000 денари. Со оглед на тоа дека се уште се наоѓаме во период на здравствена криза, која неминовно носи економска криза, а се предвидува и енергетска криза, логично е да се планираат и помали трошоци. Во претходниот извештај имав забелешка на финансовиот план во делот на инвестиционо одржување на средствата, инсталација за одржување на системот за пожар, бидејќи во 2020 бил инсталиран системот за пожар, но во 2021 година повторно беше истиот планиран со 280.000 денари со образложение дека повторно ќе се инсталира систем за заштита од пожар. Дали беше некоја грешка или не знам што беше, сепак во овој план за 2022 година се гледа на значително намалување во овој дел и тоа за 90%, со образложение дека е веќе завршена инсталација на овој систем за заштита од пожар. Трошоците повторно изнесуваат 30.000 денари, како и во 2019 година, односно предвидени се само трошоци за негово одржување. Во делот средства за градежни објекти, каде што исто така имав значителни забелешки во планираните расходи во 2020 и 2021 година, сега со овој план повторно се гледа намалување, значи се работело на тоа да се направи по-ефикасно планирање и тоа во овој дел се намалени за 77% со образложение дека е направена веќе делумна реконструкција на објектот во Агенцијата. Од целиот финансиски план, значително повисоки планирани расходи во однос на претходните години има во делот средства за компјутерска опрема, каде што се планирани 1.200.000 денари за 2021, а сега се планираат 4 милиони денари. Со овие средства, како што е наведено во планот, Агенцијата планира да набави нов софтвер, да замени оптички поврзувачи кои биле стари повеќе од 10 години, да набави дополнителна компјутерска опрема, принтери и така натаму. Да се надеваме дека средствата правилно ќе бидат искористени, како што се предвидени во овој план. Дали тоа ќе биде така, ние претениците ќе го знаеме кога ќе го разгледуваме финансовиот план до година за 2023 година. Од целиот финансиски план имам само една забелешка во делот други услуги и барам од представникот да даде објаснување. Во овој дел во 2021 година биле планирани 12.440.000 денари со образложение дека Агенцијата во 2021 година планира да набави софтвер за финансиска контрола, за полесна контрола на Агенцијата, за поефикасно извршување на работните обврски. Но дали е набавен овој софтвер, никаде во планот не се среќава дека ова е набавено, овој софтвер е набавен, затоа што повторно има зголемување на планираните расходи за други услуги, но сега за 27% повеќе во однос на 2021 година. Но нема образложение зошто е тоа зголемување. Не знаеме дали тие средства кои биле предвидени во 2021 година навистина се искористени за како што е наведено за нов софтвер за финансиска контрола. Инаку на крај може да заклучам дека финансовиот план на Агенцијата за
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2022 година е во рамките на можностите со оглед на состојбата во која се наоѓа нашата држава, со оглед на кризните состојби. Благодарам. И ви благодарам.